Без разлика на тоа што денес е неработен ден, Данс е Макабре не престанува да биде промотер на квалитетната уметност до широките маси, па затоа и во ова издание на Макабре Филмфест ви подготвив 6 значајни филмски осторувања кои сметам дека секој треба да ги погледне. Емисиите од овој серијал се наменети за доближување на жанровската и пред се артхаус кинематографијата до секој гледач, така што во четвртото издание на овој дигитален филмски фестивал, кој можете да си го самоорганизирате во вашиот дом, ќе ви говорам за атмосферичните хорор филмови Relic и The Beach House, Art летните хумористични мелодрами Palm Springs и The Kings of Staten Island, како и за документарниот филм посветен на заборавениот Grindhouse ветеран Ал Адамсон и едно навраќање на култното остарување на големиот и ненадменлив Пол Томас Андерсон. Се надевам дека некој од предложените филмови од мојот избор ќе ви биде соодветен на вашиот филмски вкус, чие што надоградување е еден чекор понапред во позитивната промена која што може да имате во својот живот, која може би ќе се рефлектира за создавање на подобри вредности. На почетокот на емисијата ги слушнавме Формула 400 со 3 композиции кои што се наоѓаат на нивниот студиски албум Hiddens, односно слушаме Light My Way, Sun Destroyer и Riding Easy, а го оставме и самиот трейлер за филмот Relic, кој што е режисерско остарување на Натали Ерика Джеймс, нејзин прв долгометражен филм. Претходно има работено неколку кратки, од кои го гледав Drum Wave од 2018 година, ситуиран за азиска прослава, истражувајќи болести и семеен односи на природни сили, како и Кресвик 2017 за ќерката на столарот која што гледа се ништа во куќата околу незиниот татко. Пред се станува збор за релик за 3 генерации на жени кои што се наоѓаат во една куќа, односно ќерка, мајка и баба, кои мораат да се носат со последиците кои ги предизвикува деменша врз семејството, односно филмот е составен дел од модерниот тренд во хорор жанрот кој се состои од изолациони хорор филмови, односно семејство кое што е оддалечено во некоја колиба надвор од цивилизацијата, снимени со камерна актерска екипа, со мал буџет, една локација, и артхаус аспектот на хорор филмот го постигнува со лимитирање на специјалните ефекти во последната сцена, а до тогаш се подпира на атмосферичност, спорадичен ритам, односно попознат под терминот slow burn хорор во светските рамки, со тоа што се обидува да му посочи на гледачот дека има премолчени вистини во премисата, кои пред се не ги споделуваат ликовите. Овој тренд на филмови го модернизираше Hereditary и сите филмови кои следуваа по него, не само што се негови бледи копии, кои се обидуваат да капитализираат на Blumhouse матрицата, на мал влог и голема добивка, туку се без значителен авторски печат или јасна визуализација, која би ги издвоила од баграта, но сите до еден имаат загадочна атмосфера, искористена како замена на останатите занемарени аспекти на еден хорор филм. Не баре делото се срами да признае на јавноста дека е хорор филм, за да може да се умилкува пред се на поширокиот аудиториум. Сега, во случајот на Релик забележуваме солидна актерска екипа, предводена од Емили Мортимер, а во самото действие се разработува прашањето за згрижување на возрастните лица во домовите, наспроти грижата која што може да ја понудат членовите на фамилијата, справувајќи се со одвратната болест. Пред се филмот е составен од централни женски ликови и нивниот семеен сооднос кој што е ставен во преден план, криејќи еден очудувачки епилог во кој се акцентира потребата на меѓусебната нега и грижа, кој е под силно влијание на азискиот хорор филм, како и нејзините претходни краткометражни дела. Филмот беше прикажан оваа година на Sundance и секогаш кога хорор филмовите по Hereditary очигледно се обидуваат да заземат вештачки хајп како за препастувачки дела кои би се лансирале во орбитата на овој фестивал, но ниту едно од нив не може да се мери со традицијата која што ја воспоставија Blair Witch Project и
кој ги лансираше фестивалот. За мој вкус овој филм е сувопарен и не сметам дека е на доволно дека има доволно содржаен, пред се разработен, е на субстанцијално ниво за да го оправда времетраењето и сметам дека има добар краток филм во него, но нема доволно граѓа за конституирање на долгометражен филм кој па може конзистентно да го задржи вниманието на гледачот од почеток до крај, што не е случајот со Релик. Меѓутоа ќе видиме каде ќе се движи кариерата на режисерката Натали, дали ова ќе биде пред се инцидентно некое си долгометражно жанровско дело кое ќе го видиме од неа, кое па е во собственост на дистрибутерот AFC Midnight, но не знам колку се донесени нови агенции во поигрувањето со тој Haunted House таа тропа, но конкретно во овој филм бабата беше доволно бурнича за да ја задржи енигмата на делото со нениот перформанс, така што има аспекти кои што се зачудувачки од самото дело, меѓутоа сметам дека би функционирало подобро како краток филм заради тоа што не се задржува атмосферата од почеток до крај. В продолжение го слушаме трейлерот за The Beach House. Вие слушате радио Канал 103, емисијата Масе Макабре со своето 439-то издание, кое што е наменето за преглед за најквалитетните филмски остварувања. Во овој сегмент ќе ви говорам за The Beach House, односно за филмот во режија на Джефри А. Браун, односно станува збор за асистент на продукцијата и менаџер на локации на снимените кратки филмови кои што имав можност да го гледам Сулфурик од 2013 година за енигматичната болна Сара, во кој си поигрува со концептот на вдишување на невидливата субстанција во овој филм. Во The Beach House забележуваме еден пар на студенти кои што се обидува да има романтичен одмор во викендица, но покрај плажата во која што налетуваат на неочекувани гости, кои што се пријатели на таткото со кои ја поминуваат заедно ноќта во која една мистична магла ќе се доближи до копнето, понирајќи од океанските длабочини, која што ќе ги помести координатите на реалноста. Има неколку индикатори зашто ова е еколошки хорор филм на хартија, не само поради интересите и студиите на студентката, туку и поради влијанието кое го има воденото пространство врз ликовите. Нема потреба да ви потенцирам дека ова се постулати кои се синоним за делата на Хауард Филипс Ловкрафт, пресликани во филмската уметност, кај што космичкиот страв се пренесува преку битијата кои се кријат на океанското дно и излегуваат на површина и ги инфицираат луѓето. Овој филм драстично повеќе ми се допадна од Релик, затоа што очигледно дека во него има мајстор на специјални ефекти кој добил јасни назнаки што да прави со неговите лигави глисти, распаѓање на кожата, манифестирајќи ги во неколку впечатливи изданија по кои ќе биде запаметен филмот. Во поскоро време неизбежна е сродноста со Color Out of Space на Ричард Стенли, со тоа што овој slow burn хорор поефективно ја искористува загадочната атмосфера која ја воспоставува за да постигне застрашување во текот на делото и кулминира со едно крешендо на лудилото и делириумот. Иако за мој вкус не може да има доволно практични ефекти во едно дело, затоа што моето око е ненаситно за вајарските творби. Филмот играше на Sitges и на Brooklyn Horror Film Fest и стриминг сервисот посветен исклучиво на хорор жанрот Shudder на AMC го стави овој месец на својата платформа. Визуализацијата, ефектите и воспоставената атмосфера се најсилните аспекти на делото, преминувајќи од една романтична мелодрама во телесен хорор филм во стилот на Shivers, Invasion of the Body Snatchers и Alien. Со оглед на тоа што е тешко да се адаптира Лавкрафт на филм, ова дело може да се вброи во успешните филмски потфати кои допираат до Лавкрафтовската проминиенција. Ќе
продолжам да ги следам филмските потфати пред се на Џефри Еј Браун, затоа што знае што реферира, знае како да го долови истото на соодветни локации, не се плаши да употреби специјални ефекти како што треба, спојувајќи ми ги омилените концепции во жанрот, а тоа се Кроненберговиот телесен хорор и космичкиот страв на Лавкрафт во едно дело. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза, ќе слушнеме една композиција од Tenfoot Wizard, бендот кој што го издаде овој месец нивниот нов албум Get Out of Your Mind. Станува збор за еден опасен стонер рок рифаджиски бенд со долги и разиграни гитарски сола. Блуз влијанијата провеуваат кај нив уште од оформувањето 2009 година. Нивниот лейбл е Bird of Zeus, а дефинитивно овој бенд е наменет за фановите на клач. Самите Tenfoot Wizard ни доаѓаат од Манчестер, од Велика Британија. Од нив ќе слушнеме композицијата Broken Man. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Данс е Макабре со своето 439 издание, посветено на прегледот на најквалитетните филмови кои што се појавија во изминатиот период, а со прегледот доаѓаме до забавните артхаус комедии кои што беа доминантни овие месеци, односно во продолжение го слушаме трейлерот за Palm Springs. Филмот Palm Springs е режисерско остварување на Макс Барбаков, негов прв долгометражен филм. Го гледав од него и Cuddle Buddy од 2017 во кој имаме ликови во потрага по разбирање и поддршка во една комична ситуација, а во Оптек е вработењето на Improv Guru, неговиот краток филм и документарниот филм Collision Band. Во Palm Springs снима филм за безгрижниот Најлс и повлечената старосватица Сара, кои што се пресретнуваат за време на свадба во Palm Springs, но откако ќе се вкрстат и заплеткаат нивните патишта, никогаш нема да може да се отплеткаат, затоа што ќе влезат во една пештера со мистично светло, која што постојано ќе го повторува свадбениот ден, при секое будење и заспивање, односно ќе заглават во концепцијата на Groundhog Day, односно повторливиот ден. Тие ќе се обидат на секој можен начин да се самоубијат и убијат за да го спречат повторното будење во денот, но невозможно ќе биде да излезат од овој магичен повторлив круг покрај симпатичните Енди Семберг и Кристин Милоти, кои ги воспоставуваат тропите на романтичната комедија за предселикови кои ќе засакаат да бидат заглавени еден со друг до крајот на животот, без разлика на спротивностите, но тука е недоброволно повлечениот во овој повторлив ден J.K. Симонс, кој придонесува за засилување на црниот хумор на веќе постоечката научно-фантастична окончаност на ова действие. Russian Doll може би е најблиската реминесценција на оваа комбинаторика на романтична комедија и научно-фантастични тропи, но во овој филм налетуваме на ликови кои очајно сакаат да имаат значителен и исполнителен допир со другата персона и да си ја најдат сродната душа пред себично да се самоуништат во нивните животи со тие мноштво на непремислени погрешни одлуки. Сега стриминг сервисот Hulu го откупи од премиерата која што имаше новогодишното издание на Sundance и го постави на својата платформа. Филмот ја застапува на голема врата индигнацијата од нихилизмот, односно губитокот на значењето од постоењето, од репетитивното навраќање на денот, значи станува збор за дефетизам, изроден од таа редундантност, предизвикан од робувањето на тој повторлив ден, во кој ликовите мораат да ги преживеат нивните погрешни животни одлуки, без да бидат подготвени да го искористат за запрувањето на самото сопирање на времето и пред се на животот, да го согледаат каде грешат и да направат значителна несебична промена пред се за свое добро. Убаво е зачинета романтичната комедија со оваа пред се жанровска интервенција, меѓутоа не е ништо значително и револуционерно, затоа што филмот не прави некаков си поголем исчекор надвор од жанровите кои што ги допира. Во положение го слушаме трейлерот за The King of Staten Island. The King of Staten Island е режисерско остварување на Judd Apatow, кој
постави свој виден печат на американската комедија со The 40-Year-Old Virgin, Knocked Up, Funny People, This is 40 и Trainwreck, како и неколкуте документарни филмови, како што е тој The Zen Diaries of Gary Shandling и May It Last и неколкуте ТВ серии на кои што работеше. Во новиот филм на Апатау го забележуваме ликот на Скот, глумен од Пит Девидсон, на кому му има запрено животот од како неговиот татко пожарникар починува кога Скот имал 7 години. Моментално е во средината на 20-тите, нема многу постигнато во неговиот живот, работи на своја рака како тату артист, кој па и не е многу добар цртач, вежбајќи буквално на кој ќе стигне во негова близина. За разлика од него, неговата сестра ќе оди на факултета, тој ќе продолжи да живее со неговата мајка, која е медицинска сестра, пушејќи марихуана и дружејќи се со пријателите, од основно и излегувајќи со неговата долгогодишна девојка. Неговиот живот е замрзнат, како фотографија од неговото детство, и штом неговата мајка почне да излегува со пожарникарот Рој, глумен од комичарот Бил Бур, почнува да се создава тензија во домот, присилувајќи го Скот да се соочи со потиснатиот гнев на непреболениот губиток, и ќе биде мотив плюс за него да се соочи со себе си и со својата мрзеволност и денгубарење пред се, обидувајќи се да направи чекор надвор од неговата, ајде да ја наречеме, душевна детеријација. Поврзувањето со Рој во епилогот е соодветен чин за мелодраматизирање на нивниот заострен сооднос, во кој очајно му е потребна фигурата на татко да биде водилка во животот на Скот, која за некое чудо ја наоѓа во Рој и неговата дружина на пожарникари, кои буквално се само една возрастна верзија на тајфата на Скот, кој покрај целодневното денгубарање се од корист пред се на заедницата, за разлика од младите, ризикувајќи го собствениот живот за нив. Сега, овие групации на одржување на другарските релации од детството се присутни во филмовите на Джад, па оваа шематска формулација си го наоѓа и своето соодветно место во ова дело. Стив Бушеми и Мариса Томеи прикладно го освежуваат кастингот со нивните споредни улоги. Ова е филм во кој главниот лик мора да ги надмине непремостливите јадови во животот, за да може да го преземе кормилото под своја контрола. Сега, тоа што не знае да црта и наоѓа жртви постојано да ги вежба ужасните тетоважи е само некој од неколкуте комични аспекти со кои се зачинува оваа мелодрама, што е многу поразличен сооднос од неговите преостанати филмови кои се подпираат врз значенски поголема тежина на комичните концепции за разлика од мелодраматичните. Сега, може би Апатау созрева, кој би рекол, Universal мислам дека се собственици на ова дело кое ни го доближија преку нивниот pay-per-view сервис. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза, во продолжение ги слушаме Fox 45, односно ќе слушаме тема од нивниот нов албум The Nature of Paper, стана збор за женски стонер рок бенд со влијание од гранж ерата, имаат одличен инструментален сегмент, имаат heavy blues во нивната музика, свират од 2013 година, ни доаѓаат од Рочестер од Нью Сад. Тие го издадоа албумот во изминатиот месец, а од него ќе ја слушнеме композицијата Psychedelic и потоа може да ја слушнеме A Tiger in the Ivy. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Дансе Макабре со своето 439-то издание. Се приближуваме кон самиот крај на прегледот, покрај турбулентната вечер која што имавме во борба со нечестивите сили кои што завладеа со миксетата во Канал 103, меѓутоа, како и во сите успешни авантуристички херојски филмови, доброто на крајот мора да победи, така што ја имаме контролата и превласта над неа. Во овој сегмент на емисијата ќе ја слушнеме најавата за Blood and Flesh, The Real Life and Ghastly Death of Al Adamson. The Blood and Flesh, The Real Life and Ghastly Death of Al Adamson.
Мојот пријател Девид Грегори, со кој правев интервју во дамнешното ми списание Кошмар, собственик на одличниот дистрибутер на култни филмови Северен, кој има снимено над 200 филмски документарци кои се наоѓаат како додатоци на издадените филмови на овој лейбл. Продуцент на една од најдобрите хорор антологии Theatre Bizarre, како и култниот Lost Soul, The Doomed Journey of Richard Stanley's Island of Dr. Moreau. Тој бизарен документарен филм за случувањата со снимањето на островот на Доктор Моро, што е крајно полуцидно од изгледот на самиот филм. Изгледа едно импозантно боксет издание насловено Al Adamson The Masterpiece Collection, составено од 32 дигитално реставрирани филмови на Ал Адамсон, кои низ годините ги избирал од зафрлени ќошиња на магацините, препуштени на негрижа на собствениците кои биле во поседнени овие филмови. Ова колекционерско издание се наоѓа како додаток екстензивниот документарен филм за еден од заборавените херои на независниот американски филм, Ал Адамсон, кој е автор на експлоатациони филмови како што се Psycho a Go-Go, Blood of Dracula's Castle, Satan's Sadist, Hell's Bloody Devils, Brain of Blood, Dracula vs. Frankenstein, Angels, Wild Women, Dynamite Brothers, Black Samurai, Cinderella 2000 и многу други. Ако ниту еден од овие филмови кои што испоменав не ви е познат, има добра причина зашто е тоа така. Филмовите содржат треш естетика која се базира на брзо снимање со ефтина опрема за многу малку пари, односно тој Роџер Корман принцип, со тоа што мноштво на дела му се снимени во 60-тите и 70-тите години, кои биле прикажани во драйв-ин киносалите, филмови кои што експлоатирале байкери, гого-танчери, заборавени холивудски актери како Девид Карадина и порно актери, хипи девојки, Чарлс Менсон, го имаме Колнел Сандерс, имаме воземјански заговори и останати лудори од секаков тип. Сега синот на каубоецот од немите филмови, има снимено околу 30 на експлоатациони така наречени слизи дела, а Дейвид не би бил врвен документарист доколку не го збогати делото со 40 на интервјуирани членови на фамилијата, пријателите, колегите, соработниците, како и филмските историчари, одработувајќи го документарниот филм на највисоко можно ниво, кое не сум сигурен дека Адамсон искрено го заслужува според квалитетот на филмовите кои што ги правил, меѓутоа неговата трагична смрт е уште една неодгатната дамка во филмската историја до која исто така допира делото. Сега верувам дека документарниот филм вреди повеќе од сите играни филмови на Адамсон заедно, така што ако сте љубители на документарни филмови за ексцентрични филмски легенди, тогаш ова Grindhouse издание мора да го погледнете. А од Grindhouse одиме на Arthouse и Punch Drunk Love од 2002 година на Пол Томас Андерсон. За крајот на емисијата имаме едно навраќање на едно култно филмско стварување. Станува збор за Punch Drunk Love од 2002 година на одличниот Пол Томас Андерсон. Ова е неговиот четврт игран филм по долгометражен по исцрпниот Магнолија, кој што го снимаше од 1999 година, пред да почне да го работи There Will Be Blood од 2007 година. Искрено го избрав за да биде составен дел од ова издание на Дансе Макауре по линија на паралелизмот со Palm Springs, затоа што исто така ги тангира тропите на романтичната комедија за двајца ликови сосема спротивни кои што се наоѓаат на крстопатот на нивните животи, меѓутоа се доволно первертирани од страна на Пол Томас Андерсон за да долови незаборавни ликови и комични ситуации кои што се развиваат помеѓу нив. Сега филмот е пишуван специјално за Адам Сендлер да глуми во него, затоа што PTA го има препознаено неговиот потенцијал за глумење на скршени ликови со маани, па решава да му создаде лик кој што ќе може да ги примени своите актерски способности за овој типизиран лик на Бери Иган, човек кој е резигниран и срамежлив, но во себе содржи избувлив темперамент и фрустрации кои се експлозивни што ми излезат на површина поради неговата психолошка неизбалансираност. Меѓутоа налетува на Емили Вотсон, англичанка со која започнува љубовна врска. Сега Бери има своја фирма и работи како доставувач на неговиот
неговиот магазин, меѓутоа Пол Томас не би бил тоа што е доколку не го збогати неговиот живот со неколку надреални и зачудувачки чинови, како што е немотивираната достава на тој хармониумот, односно клавичен балото насреде улица, по виците на жешката линија, како очаен вид за воспоставување на контакт со женска особа, па макар и да е тоа само за разговор, што неконтроливо се продлабочува во една изнудувачка ситуација, предводена од подмолниот шеф на телефонската компанија која ги нуди сексуалните услуги, глумен од одличниот Филип Сеймур Хофман. Бери, иако е скршен лик, чишто живот е контролиран од седумте сестри, очајно сака да воспостави интимна човечка релација со партнерката, па макар и да е тоа по телефон. Меѓутоа, Бери има значајна посебност според која може да открие некој фаличен математички шаблон кој решава да го експлоатира, како што се купоните за пудингот за добивање на бесплатни часови за летање. А Пол Томас Андерсон по исцрпниот и комплексен Магнолија оди во спротивна насока и го задржува на филмот на една интимна љубовна приказна помеѓу Сендлер и Вотсон, создавајќи впечатливо дело во кое го заробува ликот на Сендлер во пространството на широкиот план под кос агол, кој го нагризува самиот лик. Луис Гузман е секогаш добре дојден кој само со неговите гримаси знае да придонесе за хумористичните агенси на делото. И пред се ова е вистинскиот начин на кој треба да се первертираат тропите на романтичната комедија со автентичен потфат, кој е својствен за постигнување на енигматичност, изграден на тродимензионални ликови кои што се интригантни за гледање. Тука може да го завршиме ова издание на Дансе Макабре. За крајот на емисијата ќе слушнеме листак кој што во наднивното ново албумско остварување Еон ја ставија композицијата која што е обработка на култните Pink Floyd. Станува збор за темата Set the Controls for the Heart of the Sun. Ова тема се наоѓа на нивниот пети долгосвиречки албум кој што ја пропагира нивната алтрузиска идеологија, свири бендот од 2003 година, потекнува од Милвоки, од Висконсин, од САД и станува збор за еден многу добар психоделичен дум бенд со влијание на стонер психоделични звуци на рок-н-рол од 70-тите, така што за ќе слушнеме обработката на Set the Controls of the Heart of the Sun. Јас сум Златко Ѓелевски, го затворам 439-тиот гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, не бидете себични, почитувајте ги препорачаните мерки за заштита на себе си и останатите, сете дома и гледајте филмови.